Агенцијата за храна и ветеринарство извршила контроли во Скопје, Битола и Охрид, при што уништиле небезбедна храна со поминат рок. Контролите се дел од редовните активности на инспекцијските служби, насочени кон заштита на здравјето на потрошувачите. Според извештајот, запленети се повеќе производи кои биле непрописно чувани или со истечен рок на употреба. Во рамки на контролите, најголем дел од уништената храна се однесува на месо, млечни производи и сладки кои не ги исполнувале стандардите за безбедност. Од Агенцијата за храна и ветеринарство апелираат до граѓаните да внимаваат при купување на храна и секогаш да го проверуваат рокот на траење, како и условите во кои се чуваат производите. Скопје официјално блесна во новогодишен сјај со вклучување на празничното осветлување. Главните улици, плоштадите и парковите се украсени со илјадници светилки и декоративни елементи, создавајќи празнична атмосфера која привлекува бројни посетители. Градоначалничката изјави дека украсувањето оваа година е со цел да донесе радост и сплотеност меѓу граѓаните. Покрај традиционалните елки и светлечки украси, поставени се и специјални интерактивни декорации за најмладите. На плоштадот Македонија е поставен голем новогодишен пазар, каде што посетителите можат да уживаат во локални деликатеси, рачни изработки и музичка програма. Настанот ја најавува предстојната празнична сезона во духот на заедништво и прослава. Студенти од повеќе од 50 факултети низ Србија бараат јавно извинување од претседателот Александар Вучик поради неговите навредливи изјави на сметка на младите кои протестираат. Според студентските представници, Вучик го омаловажил нивното право на слободно изразување и го потценил нивниот интелект, што е неприфатливо за еден демократски лидер. Протестите се одржуваат со цел да се покаже дека младите не се согласуваат со политиките на власта и сакаат промени во општеството. Студентите најавуваат дека ќе продолжат со своите активности се додека не добијат соодветен одговор и почит од највисоките државни представници. Киев соопшти за жесток руски ракетен напад врз енергетските капацитети низ Украина, што резултираше со сериозни прекини во снабдувањето со струја. Според украинските власти, мета на нападот биле неколку стратешки објекти во централните и источните региони на земјата, предизвикувајќи штети кои дополнително ја усложнуваат зимската енергетска криза. Министерството за енергетика информира дека екипите работат на санација, но предупредуваат дека враќањето на стабилно снабдување ќе потрае. Во меѓувреме, жителите на засегнатите подрачја се повикани да штедат електрична енергија, додека украинската војска продолжува со зајакнување на воздушната одбрана за спречување на понатамошни напади. Мал авион се урна во Њу Јорк, при што едно лице загина, а друго е тешко повредено. Несреќата се случила во близина на приватен аеродром, каде што авионот се обидувал да слета. Според првичните информации, причината за падот се истражува, но се претпоставува дека лошите временски услови можеби одиграле улога. Локалните служби за итна помош брзо реагирале, извлекувајќи го повреденото лице кое веднаш било пренесено во болница. Федералните власти го презедоа случајот и ќе спроведат детална истрага за утврдување на причините за оваа трагична несреќа. Жителите од околината изразија загриженост поради зачестените инциденти со мали авиони. Молдавските власти прогласија вонредна состојба поради ризикот од прекин на снабдувањето со струја и грејење за над 300.000 граѓани. Причината за оваа мерка е недостатокот на енергенти и енергетска нестабилност, кои се предизвикани од актуелната геополитичка ситуација и блокадите во соседните земји. Владата побара од граѓаните да бидат подготвени за можни рестрикции во снабдувањето. Покрај ова, Молдавија се соочува со сериозен економски удар, бидејќи цените на енергенти и нафта се значително зголемени. Владата најави серија интервенции, вклучувајќи и евакуирање на најзагрозените региони, доколку ситуацијата продолжи да се влошува. Се работи на алтернативни решенија за снабдување со енергија, но за целосно стабилизирање на состојбата ќе бидат потребни дополнителни мерки и време.